Кога би имале среќа некогаш, например, шпански клуб да дојде на гости во Македонија, да кажеме во Лигата на шампионите. Нормално прво би требало нашите фудбалски клубови да го пројдат оној филтер за да дојдат во лигата. Еден ваков голем клуб како овие што се во Шпанија, Реал Мадрид или Барселона, и кога би дошле во Скопје, најчесто со себе носат кувар. Сведоци сме биле дека носат вода, носат своја храна и така натаму. Но зошто е тоа така? Дали не ни веруваат или навистина храната е толку различна? Сега имаме среќа на некој начин тоа да го провериме токму на местото кое што е еден од најстарите пазари во Европа. 250 годишна историја има овој пазар овде во Барселона, кој што се вика La Boqueria. Само еден пазар може да му конкурира, тоа е Борух пазарот во Лондон. 250 годишната историја, сега ќе ја провериме на лице место, да видиме во што е толку различна оваа храна, шпанската, например од нашата. А велат дека овдека на овој пазар има буквално се од зеленчук што се наоѓа во Шпанија. Ова се специфичен вид на школки што ги има само тука во овој дел од Медитеранот. Јас искрен да видам, не сум видел никогаш досега поголем морски пазар конкретно, бидејќи сега во моментов се движиме овде низ овој дел. Медитеранот е познат по добра, исклучително добра пршута, а ибериската посебно. Конкретно 30 евра килограм. Така се движат цените овде. Ова не знам колку ќе го препознаете, јас се збунив на момент. Бидејќи немам многу обичај да ги гледам во Македонија. Урми на гранче, скоро 4 евра. Велиме дека нашата охридска цреша е без исклучок најдобра. Погледнете ова. 300 денари килограм. А сте видели ли вакви банани малечки? Јас за прв пат. И тоа токму на овој пазар. Не џабе рекоа дека овој пазар нема што нема. Обично за кирка ми кога барам овоше сушено или свежо од типот на сливи, најчесто наоѓам само една врста. Овдека погледнете 4-5 врсти, измешани и сливи со коска, без коска, но сите се движат од 4 до 5 и 6 евра. Толку се дисциплинирани и хигиената ја одржуваат на високо ниво шпанците дури и на пазарот, што она овоше што е сечено, што сакате веднаш да го конзумирате, е завиткано или средено во пластична паковка, дури има и лажички. Ево. За нас велиме дека ние сме земја која што може да се горде со пиперката. Еден пријател мој, ќе споменам, неговиот татко стално ќе кажеше пиперката е македонско чоколадо. Јас кај нас гледам неколку вида сушени пиперки. Овде само на оваа тезга имаш 7-8 вида сушени пиперки. Да не зборам за останатите. А што е ова бело како снег? Ова е основниот продукт за производ на шкембе чорба. Конкретно цената е 3,5 евра. Одговорот на прашањето на почетокот пред да влеземе во овој пазар нема да го дадам јас. Вие заклучете сами. Следната дестинација ни беше ресторан на фудбалска звезда. Производите предпоставуваме дека се набавени од најубавиот пазар во Барселона кој што туку го видовте, бидејќи реномето на овој објект не беше мало. Сите го знаат, ресторанот на Христо Стоичков, кој се наоѓа во центарот. Баркено, медитеранска кујна, во кој не однесе пак бабунски. Внатре се е на високо ниво, ексклузивитет пар екселанс. Но еден детал и покрај сета гостопримливост нам искрено не ни се допадна. Нема да ја коментираме,
но се надеваме дека и вие ќе забележите. А Христо, покрај тоа што го ценат многу во клубот, тој е еден и од главните скаути за млади таленти во кантерата на Барса. Во Барселона буквално пред големото дерби. Ел Барса, Мадрид парализа Ел Мундо. Да. Го блокира буквално целиот свет. Барселона и Реал Мадрид. Додека ги снимавме сите прилози, може би и вам ви пречеше и ние имавме проблем. Зашто доаѓам до оваа канта? Буквално не можевме да се снајдеме на некој кадар да направиме да биде чист, а без да влезе канта во кадарот. Тоа на некој начин нам ни пречеше, но тоа е фантастично добро организирано во Барселона. Немате кадар без канта. Во оваа област, така наречена зона универзитарија, има многу факултети. Практично сите се поврзани некако еден во друг во целиот овој регион, еве конкретно ова, не знам дали ќе можеш да го фатиш. Факултет де фармација. Јасно е веќе зашто станува збор. Ова комплетно целото високо образование на Каталонија, на поважното би рекол, кое што е сместено во Барселона, се наоѓа токму овде, на самата граница веднаш до Камп Ноу. Ова што го гледате, тоа е еден од двете места кои што се користат за тренинг. Ова е центарот Ла Масија, кој што е едукативен центар, а другиот е од другата страна, тоа е малото стадионче Мини Естади. Тука се нормално и децата кои што се секојдневно го користат слободното време и за едукација и за образување, но се во контекст на Барселона и тоа што значи спорт за Каталонија. Ова го слушна во Скопје дека собствениците на блок билети секоја година прво тие добиваат понуда за откупување на истите за следна сезона. Сега, ако некој од собствениците почине, тогаш прво ќе му се овозможи на некој од фамилијата да откупи влезници, блок се разбира, а подоцна ако не, тогаш се пуштат во продажба. Но сигурно повторно за овој дерби надвор бидат вака затворени.